Со оваа дама говориме пред речиси една календарска година за еден филм во кој што повторно го даде своето продуцентско перо, односно нели беше во целата таа убава филмска заедница, а овој пат утрово пред да се вклучат овие црвени сијалички со колегата Горан, кој што ќе гледате да си кажеме, беше целосно до степен на екзалтација и восхите вели каков беше прекрасен филмот вчера во Киселавода, каде што се прикажуваше всушност и на се доаѓа крај, каде што нашата Елена Станишевска беше имено сподели, ете, околу можеби незастапеноста на жените во индустријата, ама ги споделија можеби импресиите за работењето и оваа филмска копродукција помеѓу Хрватска, Бугарија, Србија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина и Турција, да не заборавиме. Добро ти утро. Драго ми што Станишева ни е во студиото. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам на поканата. Добро утро на гледачите на Телма телевизија. Со оглед на тоа што и ти си се уште под импресии од се она што се случувало во текот на вчерашниот ден, прво да упатиме честитки за премирата која што филмот ја имаше во текот на вчерашниот ден во рамки на 9-то издание на Кине Нова. Ќе најавиме дека од 31 месецов ќе биде достапен за пошироката народна маса, односно во киносалите низ Македонија, но какви се твоите импресии, Елена? Горан, пред да дојдеш, беше мора да ви докажам и ова. Повторно се врати, морам да ви го докажам ова. И Елена ја сретнав, таа кажа всушност малку за филмот, само да ги упатиме честитките дека и Телма телевизија беше присутна. Да, мислам, ми беше драго дека го видов Горан и сопругата, мислам дека на Горан беше. Па јас сум задоволна, искрено да ви кажам. Не знав како ќе го доживеат филмот гледачите. Сега добро, ова беше публика на покана, нели? Да. Која што е најкритична да не да биде. Меѓутоа добро, мислам импресиите беа убави. Мислам убаво беше затварањето и гостин беше Јанко Поповиќ Воларич, еден од актерите во филмот. Убава атмосфера, убави импресии. Помина во добар ред. Имено, еве, пред да стартуваме некако и со жените статусот нивен во филмската индустрија, ќе споменеме дека го имаме и Дуке Бојаджиев. Се надеваме дека само конекцијата ќе не послужи, иако со Цеце знаеме дека тој гравитираше долго време во Нью Йорк, меѓутоа ми сподели дека сега е во сосема друг дел, како што вели Цеце, тоа е дефинитивно музичкиот номад, така што и тој ќе се вклучи кратко во разговор да му даде баш така една магија бидејќи тој работеше на музиката или на филмот. Имено Горан сподели една работа дека си била единствена дама која што е продуцент во овој филм. Да, можеби по случајност некоја, бидејќи во филмот скоро сите се мажи продуценти. И по некоја случајност, јас бев единствената жена која што беше копродуцент од Македонија. Македонија беше и последното парче, последната сложувалка на таа копродукција и мене ми е драго, бидејќи да се работи со автор како Рајко Грлич. Навистина е престиж. Едни од најважните можеби режисерски имиња на нашите простори и сценаристи во регионот. Да, во регионот па можеби и пошироко, бидејќи нели од регионот искачаме и подалеку. И мене беше навистина драго, мислам да се запознам пред се со Рајко, да учествуваме во овој филм како македонска копродукција. Многу ми е драго, од друга страна бидејќи се работи за жанровски филм. Значи не е оној типичен социјална драма, европски арт-хаус филм кој што нели тежнееме да искача од нашите простори. Напротив, Рајко инсистираше овој филм да го снима. Таму беше еден доста за него беше многу битно овој филм да се снима, за приказната која што ја следи филмот, него му е некако многу важна. И позната можеби по... Да, тоа е по дело на Мирослав Крлежа. На Рабо разума. Се заборив како се преведува на македонски. На работ на разумот веројатно ќе му Па не, мислам поинаку дека е преведен насловот во Македонија. Со тоа што бидејќи он твори сите твориме, живееме во едно време каде што одредени економски системи, како што е, например, капитализмот како систем, наметнуваше одредена социјална структура или прегрупирање на самите нас во групи во кои што се наеднаш се направи огромен јаз помеѓу богатите и сиромасите. И како некако ние кои што ние како луѓе забораваме, не носи таа постојана екзистенцијална сила да живееме во
некакви наши убедувања до одреден степен додека не крахира нештото. Крахира или до одреден степен да, нешто не освести во еден момент. Како еден животен шамар што се вели. Токму така. И потоа, мислам, тоа е целата приказна во филмот, каде што адвокатот на еден успешен и моќен тајкун го олигарх што се вели. Олигарх, да, кој што за време на судењето негово, каде што го ослободуваат, се ја догледува својата поранешна љубов и тука во него се крши нешто и почнува да оди против него. Само толку, да не откриваме повеќе. Да. Трейлерот мислам дека е доволен тригер за гледачите да посакаат да го погледнат и доживеат овој филм, а ќе имаат можност, како што споменавме, за многу скоро во киносалите низ нашата земја. На линија го имаме и Дуке Бојаджиев, нашиот познат македонски композитор, кој што успеа да направи фантастична музика и за ова филмско ремек дело, барем како што го нарекуваа во текот на вчерашниот ден делот филмските критичари кај нас. Дуке, со срце те поздравуваме, со Елена те поздравуваме или целата утринска екипа. Ова е практично знаеш дека едно твое телевизиско јадро во кое што брони приказни и примери што се однесуваат до полето на музиката, да ги истакнеме твоите квалитети и меѓу другото потенцијали. Драго нешто еве преку Елена некако се обидовме да искомуницираме и таа вели дека во моментот си, ако не се лажам, во Шпанија во моментот. Не, во Лисабон, во Португалија. Во Лисабон. Како е Лисабон утринава таму? Па добро, еден саат порано сум од вас временски, така да се разденува уште зори. Уште рано сабајле. Дуке, како функционираш во овие рани утрински часови? Па имам две деца, така да борам да функционирам. Турбулентно е. Да. Нема многу да ти одземаме од времето и од тоа турбулентно утро. Би сакале да ја слушаме твојата верзија за тоа како си помина работејќи заедно со Елена Станишева и со целиот тим кој што работеше на филмот кој што се нарекува На се доаѓа крај, а имаше вчера премиера во нашата земја. Беше фантастично, искрено до сега така што течела филм некој така беше многу брзо се случи целиот процес, обично многу подолго зема, ама толку беше све јасно и прецизно и Рајко ми испрати веќе скоро финален кат, така да ти беше потребно многу време за да ја создадеш музиката? Не, многу брзо одеше, тоа кажувам, зашто беше ептен, Рајко е ептен искусен, плюс имаме искуство заедно работејќи, така да многу брзо добив финален кат на филмот и многу јасни му беа визиите. Да, така да ептен беше смут операција, онака лесно помине и после тоа на финалето бевме заедно на миксањето на звукот во Софија беше. И таму го догладивме детали, влеговме во детали, но самиот процес со Рајко беше фантастично, течеше глатко што се види. Глатко. Инаку, Дуке, мала дигресија на разговорот, баш и утрово читав некои твои дадени интервјуа баш периодов, ќе споделиме покрај дека овој филм година убаво започна со твоето име и твоите генерали, практично имаше концерти со Крста Роджески, Исмаил Домановски, потоа и други активности, стигнавме до пред некој период кога имавме и нашата Тамара за The Walk или Одење пеш, филмот кој што меѓу другото исто така некако ве поврза, па работеше и на таа музика. Практично некако филмската музика е една од твоите можеби најчести творечки агенди, исто како што работеше токму на овој филм. Да, па филмската музика ми е главниот, да речем, од тоа функционирам, тоа ми е главната професија во музиката. Се друго е по, да речем, концерти и тоа кој имам време ги правам, а главниот фокус е работа на филм. Од секогаш ме било тоа и, мислам, сонот кој од дете. Пасија. Дуке, можеме ли да најавиме некој друг филм на кој што работиш во моментов или да откриеме вака за македонската јавност? Па во моментов со Тамара работам на нејзиниот нов филм. Тоа е баш во моментов. Работам на некои проекти паралелно, мислам, ама
филмска работа ми е тој веќе во процес, да речеме, и после имаме уште некој за следната година што е. Да, дефинитивно ако се прочита твојот биографски опус може да најдеме навистина дека работиш на филмска музика доста ќе потсетиме дека нели овој филм ќе иде од 31 овој месец октомври во градските кина, баш ќе споделиме со Елена. Меѓутоа една од другите теми кои што ги имаме како наши утрински постулати и теми, говориме за жените и нивната застапеност во филмската индустрија, поточно статусот, бидејќи работиш во полето на филмот, гравитираш во Њујорк, гравитираш и во другите континенти, како е утрово од Лисабон, како што ни се јаваш. Колку жените низ твоја призма си имал прилика да запознаеш жени кои што работат баш на звук, на монтажа, на визуализација, на музика изминатите години, и дали мислиш дека има некаква подобра родова еднаквост или некој еквилибриум кој што се создава последнава деценија? Мислам дека апсолутно, мислам дека жените се дури позастапени во филмската индустрија генерално у последниве 10 години, вака да речеме. И мене ми е уживање, искрено да кажам, мислам, со жени ми е многу попријатна соработката, пошто има нешто во менталниот склоп, кај што сигурно и женската филозофија, некоја ефикасност и некоја многу по, значи, не викам дека кај мажите го нема, истото го има, ама многу почесто го далгам кога соработувам со жени, така се е по-глад, се е по-смут, по-онака организирано, прецизно, зборот држи, така, со мажи малце знае да биде по-комплексно. лига. Така, Дуке, ти благодариме многу за споделеното искуство и за тоа што ова утро од Лисабон и покрај набиената и густа утринска агенда успеа да најдеш време за утринската екипа. Да, секогаш со задоволство. Се слушаме и гледаме во некоја следна прилика. Остани понатаму да твориш и создаваш и те следиме во работата. Така е. Поздрав до вас, поздрав до Елена и до следната прилика ќе. Да. До следната прилика кога и патот ќе те донесе во Скопје, бидејќи често пати нели Дуке некако ни во календарски година ба безмагува. Не одминува и е почитува публиката. Мислам дека имаше така после the walk. Елена, еве и Дуке сподели дека некако горе-долу последниве години и жените се позастапени во кинематографијата. Што вели твоето искуство? Се чувствуваш дека пливаш во море каде што има најмногу мажи? Да. Бидејќи ова некако машки свет, барем така некои непишани правила велат. Меѓутоа еве филмски могули олигархи. Да, меѓутоа еве од година во година можеби се менуваат работите. Како се чувствуваш лично ти? Па, јас искрено од самиот мој почеток, кога почнав со работа на филм, тоа беше од моите, не знам, почетоци на 20-тите години. Тоа вистински беше машки филм. Значи, машки свет, не филм, него машки свет. Значи, сите беа возрастни мажи кои што до после некое време ти се обраќаат со девојче, ајде мала, ајде. И никако тоа те минимизира во целиот можеби свет на филмот кога така и мислам дека тоа не е со тенденција да те минимизира, туку тоа е навика некое патриархално воспитување од самите нели кругови и како се перцепирала улогата на една жена во тие кругови или во семејството. Покасно, нели, од кога веќе јас работам и како менаџер на продукции и соработувам со жени, некако повеќе тежнееме да создадеме или балансирана екипа, каде што ќе има жени и мажи, или тежнееме да соработуваме со жени. Се внимава, да речеме, кога се најавува, да речеме сега, нов филмски сет, нов наслов, еве да речеме некој од македонските режисери или вака копродукција, денес во овој, ајде да речеме, помодерен футуристички свет и за филмот, каде што CG тоа е веќе присутно и така натаму, каде што жените се доста големи иноватори нели во полето на графиката на филмот. Дали на кога ќе ти се јават и го добиваш повикот, знаете да зборите или да прашаш колку жени ќе бидат застапени, дали внимаваат веќе луѓето кои што се во филмската индустрија, баш за да нема потоа можеби последици на самите премиери кога нели ќе истакнат можеби некоја си панел дискусија каде што ќе посетите и знаат критиката од новинарите и од народот да биде упатена до овие филмски режисери. Па знаете, во последното време, како што кажав, во последниве 10 години се тежне да се има еднаква застапеност на мажи и жени во филмот. Се тежне е да се подигне филмската индустрија во која што творат жените
Тоа се налага уште во самиот почеток кога ги развиваме сценаријата, кога аплицираме во одредени фондови, во одредени развојни програми, каде што има и одредени прашања кои што треба да ги одговориме, кои што потенцираат баш дали е тоа женска тема, дали се работи за женски автор, дали се работи за екипа во која што има еднаквост. Значи се тежне тоа да се дојде до некој баланс. Да се дојде до некаков баланс и меѓутоа со причина, да не биде сега претходно беше нели заради квантитет, затоа што мора во еден момент квантитетот да се потенцира за да се добие таа 50-50 застапеност. Се уште ја нема за жал. Не можеме уште да ја постигнеме, се уште има огромна дискрепанција помеѓу начинот на кој што се третираат жените во филмот или на начинот како се платени едни жени во филмот, без разлика дали се работи за позиција на продуцент, на актерка или позиција на асистент. И кога се аплицира за филм, жените помалку добиваат пари за да работат еден филм. Како буџет за да го сработат филмот. Дали е вистина, некаде прочитав дека мажите даваат и генерално пониски оцени за жените кога работат жени на филм? Видете, тоа е до луѓето зависи. Значи, јас не можам да ги ставам сите во еден кош. Нити мажите, нити жените. Не можеме да ги генерализираме, бидејќи јас сум соработувала со прекрасни колеги мажи, кои што навистина те почитуваат и те ценат и го ценат твојот придонес. Дури застануваат позади тебе кога на пример некој одстават на дуке. Дуке Бојаджиев, да. Да, буквално така. Меѓутоа се случуваме да се наоѓаме во ситуации кога нели воспитувањето и патриархалноста до тој таков степен да едноставно не можеме да се разбереме. За жал тие корени се многу длабоки и долги и веројатно на Балканот посебно, особено на Балканот, да и треба време. Значи имаме ние некој напредок, меѓутоа веројатно можебитните поколенија ќе почувствуваат поголеми бенефити кај жените. Елена, ова е копродукција помеѓу Хрватска, нашата земја Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Турција и Бугарија. Прашањето ми е дали македонската кинематографија исклучиво мора да функционира на овој начин со копродукција. Колку е тешко или можеби попредизвикувачки да имаме самостоен филм? Да се носи филмот. Копродукција. Само македонски национален филм. Па видете, копродукциите се потреба. Искрено. Мислам, за да се може да се прати национални филмови, тоа зависи нели од како ќе се структурира системот на една држава, односно во доделување на средствата. Што е буџетот колку ќе биде? Да, што е важно. Важни се национални филмови за да се едуцира и публиката. Многу е важна публиката. Ние секогаш ја забораваме, бидејќи во последниве години од кога Македонија е самостална или самостојна држава, ние тежнееме да го фатиме тој европски филм. Односно, да се презентираме надвор, да излеземе да се презентираме како автори, како држава. И обично тоа се и теми кои што се наметнуваат на некој начин и кои што точно обработуваат одреден артхаус филм. Тема за артхаус филм. И кога се работи таков тип на филм, значи кога сакаме филмот да излезе надвор, мора да има копродукција. Бидејќи прво соработката со другите држави донесува до едукација на локалната, на локалните работници. Имаме размена на ниво на професионалност, од друга страна културата, нели? Веќе добиваме публика во другата земја, во која што копродуцираме, се шири самиот филм уште на самиот почеток. Еве, тука имаме 7 земји. Во 7 земји филмот ќе се пушти и ќе се гледа. И тоа е нормално. Мислам, јас сметам дека треба да работиме така и дури треба да работиме и копродукции кои што се например незамисливи, например Македонија, Јапан, Македонија со Јужна Америка. Мислам, сигурно јас сум гледала филмови во кои што веројатно ти тежнеш кон таков некој процес. Да, гледаме филмови кои што например јапонски филмови, кинески филмови, виетнамски, јужноамерикански и гледаме дека ние сите сме еднакви на некој начин, ние сме блиско едни до други како луѓе. На исти работи плачаме, исто се смееме. Јазикот е причката, можеби, или одредени правила зашто не можеме да стигнеме до тие фондови.
Меѓутоа мислам дека треба да имаме глобално да можеме да соработуваме и македонскиот филм да излегува од границите. На површина. Елена, некаде конкретно ќе те прашам бидејќи знам дека пред неколку месеци, можеби една година... Не, месеци. Сега беше. Така? Ако е за снимањето. Ако е за снимањето, нели конкретно за сладката горчина на зрелите капини на Андреј Волкашин, знам дека и таму работеше, таму па особено некако и со посебна воски говореше нели за работењето и со него и на филмот. Како ми спомена? Тоа е национален филм. Таа сладката горчина на зрелите каленки ние го снимавме во април и во мај сега 2024 година, иако изгледа тоа давно. Многу далечно. Ние сега го снимавме, веќе сме во постпродукција со филмот, привршуваме со монтажата и почнуваме со музиката. Сега музиката ја прават хрвати. Овој пат хрватите даваат една музичка нота. Хрватски тим ја прави, музиката. Се очекува кога да има своја премиера? Здравје следната година. Ако се биде како треба, по план. Ако во моментот има една агенда, дуке, кој што кажа, да прилично да работи или да го даде својот придонес во филмската музика, што после овото твое име што се појава во покрај имињата нели на овој филм, на Се доаѓа крај, нешто друго има веќе на кое што работиш? Вака, сега се очекуваат нели филмовите на Андреј Волкашин и на Доријан Жеспер, кој што е белгиски режисер, со кој што имаме копродукција, ама тоа е краток, ама малце поинаков филм, со елементи на фантазија. И следно, нормално, нови копродукции, 2 нови копродукции кои што ги спремаме, од регионот се, и со Андреј спремаме нов филм. Секоја чест. Добро, продуктивна е апсолутно атмосферата и следниот период. Мислам веќе кога ќе го фатиме темпото, некако те носи. Веројатно како домин ефект потоа. Навлегуваш, Елена, драго ни е што се дружевме денеска. Драго. И што споделивме стварно навистина убави податоци и убави приказни. Се надевам и за овие нови филмски верзии, ќе зборуваме и следната година. И дека се повеќе ќе се одржува тој баланс, или можеби момент кога и малку повеќе жените ќе доминираат? Јас се надевам дека ние константно ќе го потенцираме и ќе го разговараме ова, бидејќи е тема која што треба да се... Е особено важна. Важна е, посебно важна за нашите простори, кои што многу тешко се... Како што велиш, патриархатот е се уште многу поприсутен и треба тие неки работи малку да се променат. Така е. Елена, ти благодариме. Ти благодариме. Макс Пинтер, успешен адвокат од Загреб, успева да ги отфрли обвиненијата и против неговиот клиент за двојно убиство, богатиот и моќен бизнисмен Динко Хорват. Повеќе за сето ова дознавате на 31 октомври пристигнува овој филм во Синеплекс, токму во нашето македонско кино. Ќе може сите вие кои што сакате да го погледнете. Ја поканувам македонската публика да дојде да гледа еден жанровски, модерен филм и мислам дека ќе бидат задоволни од тоа што ќе го видат и ќе уживаат.